Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска, а со нас ќе се дружите до 17 часот и 40 минути, односно во првите 3 блокови од денешното отворено студио 1. Секако, како и во секој друг ден, така и денеска за вас подготвивме низа интересни гостинои теми, со кои што сме сигурни дека ќе го задржиме вашето внимание. Но повеќе за темите и за гостите од Елена. Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш и од мене и накратко ќе ви представиме што она што ќе гледате во текот на денешниот ден на програмата на 1 ТВ, освен секако оние 3 блока кои што ќе ги водиме јас и Антонио од отвореното студио 1 во првите 3 блокови. Секако во првиот блок, како што ви ќе познато, ќе се навратиме на вчерашните гостувања во отворено студио 1, а исто така и во авторските емисии, па потоа следуваат вестите во 14 часот и 30 минути со колешката Елена Джугуманова. Веднаш потоа се враќаме во вториот блок отворено студио 1 во 15 часот и 25 минути, а темата на која што овој пат ќе разговараме е Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост. Ќе ни гостуваат двајца гости од невладината организација Порака. Станува збор за Маја Гацовска и Виктор Боризовски. Првата е психолог, вториот дефектолог. Потоа следуваат повторно вестите во 16 часот и секако по завршувањето ново информативно издание ќе видиме што овој пат ќе ни изготви Маја, односно следува ова кулинарско шоу. По завршувањето нова емисија се враќаме повторно во отвореното студио 1 во 17 часот, а овој пат секако како што е веќе познато дека во отвореното студио зборуваме на различни теми, така и овој пат акцент ќе ставиме на една интересна тема, односно на културата, а тоа е дека почнува 40-тото издание на Скопско лето и по тој повод ќе ни гостува познатиот ликовен уметник Глигор Стефанов, кој што ќе се представи со своја изложба. Веднаш по овој разговор ќе разговараме секако и со колегата Дејана Доновејќи, ќе ги анализираме најновите случувања од регионот и од светот. По третиот блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно ќе се подсетиме, ќе ги видиме најдобрите моменти од последната досега гала вечер на Звезда број 1, па потоа следуваат нашите ексклузивци Кристина и Стефан и секако студио мода со Сергеј Варушлија. Вторник, 19 часот и 20 минути, ново место во отвореното студио 1 ќе седне колегата Александар Чомовски, а темата на која што ќе разговара со својот гостин ќе биде Заев и Пендаровски со економска класа во авионите за Брисел. Обид за скромност или пак изнуден пиар. Токму на оваа тема тој ќе разговара со пиар експертот Бојан Кордалов. Следува дневникот во 20 часот со колегата Александар Петревски, па потоа авторската емисија на Гордана Думјак Правда и неправда, каде што ќе гостува Али Касам, осуден во Фаланга. Два кои што тој ќе раскаже својата животна приказна, каде што тврди дека всушност е жртва во овој судски процес. По завршувањето на авторска емисија секако продолжува отвореното студио 1 со колегата Александар Чомовски на уште една интересна тема, а тоа е ќе се реформирали ВМРО ДПМН со старите кадри. Тој ќе разговара односно има и интервју со Игор Јанушев, генералниот секретар на ВМРО ДПМН, и денешниот ден го заокружуваме со уште едно информативно издание со вестите кои што ќе ги води колегата Александар Петревски во 23 часот. А прашањето кое што во минатиот период најмногу ги мачи граѓаните на Северна Македонија, но и политичарите, е кога државата ќе добие датум за почеток на преговори со Европската Унија. Токму денеска министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија заседаваат во Луксембург. Одлучуваат кога Македонија ќе ги почне преговорите со Европската Унија. Токму на оваа тема во текот на вчерашното отворено студио 1 Сашо Ордановски разговараше со Алберт Муслију на оваа тема, односно кога Македонија ќе добие датум за почеток на преговори со Европската Унија и конечно за членување во големото европско семејство. Да не должиме повеќе, предлагам да видиме дел од разговорот на Сашо Ордановски со Алберт Муслију. За нас најдраматичното, најбитното беше тоа што ние добивме покана за НАТО. Ние сме де факто членка на НАТО. Ние де јуре ќе станеме, колку што можам да предпоставам се, веќе во лондонскиот самит ќе станеме декември, крајот на годинава, да.
затоа што секогаш при учленувањето во НАТО американскиот сенат е тој кој е најспор, но денеска чувме дека кај средината на август ќе се ратификува протоколот за Македонија и тоа беше најдраматичното затоа што со поканата за членство во НАТО ние добивме правец на движење на државата. Сето ова другото е техника, се денови во прашање. Секако кај владеачкото мнозинство има стрес, има трема, нашто после председателските избори, после првиот круг, што ќе мислат граѓаните, како ќе се оствари тоа. За мене најбитно беше тоа што ние добивме чист извештај, добивме чиста покана, мислам, поддршка се чиста поддршка добивме од Европската комисија и јасно е, бар на тие кои се упатени во процесот, дека почетокот на преговори или датумот, добијањето на датумот нема врска со домашно сработената работа. Сепак тоа се поголеми проблеми внатре во Европската унија. Ја не сум слушнал од никој од битните европски играчи дека Македонија и нејзиниот почеток на преговори става по знак на прашање поради ова и она. Иако сме имале одредени спинови во нашето општество за непочнување или недобивање на датум, сепак тоа биле внатрешни политички спинови. Ние од сериозните играчи, да. Истото тоа го делам и тој впечаток и јас. Јас навистина сите не имаме своји соговорници, колеги, долги години и така натаму. Овој пат не слушам никаков приговор, особено на сериозен од ниеден главен град. Да, се работи за нивните политики европски што ќе прават со себе. Да, се работи за нивните политички реалности, на пример во Франција, во Германија, во Европската унија има нови реалности, имаше реален стрес пред европските избори, дали екстремната десница ќе го добие тоа што се најавуваше дека ќе го добие, видовме дека не постигна. Но во некои клучни држави сепак има напредување и гледаме дека отпорот баш во тие држави е и присутен. Имаме отпор реално во Франција, но не кон Македонија, туку кон проширувањето. Мислам дека нашите европски партнери се доволно свесни да знаат дека со Македонија не може до недоглед ова да се игра и ова новата порака дека септември, октомври ќе добиеме датум е на некој начин нивно извинување зошто сето тоа не може да се стори во септември, а има и други причини, има и регионални причини. Баш тоа сакав да спомнам. Конкретно неделата најверојатно со една екипа ќе отидеме до Албанија, бидејќи во сабота повторно ќе има големи протести во Албанија и така натаму. Нас одеднаш тој да кажем тој дует ни станува проблем. Не гледам дека ни еден политичар во Македонија има било каква било да кажем воздржаност кон Албанија, но реално почнува да не кочи тоа за евентуално одделување, посебни оценки, посебни датуми и така натаму. Ја мислам дека и тоа нема драматично да влие, затоа што реално пак ви велам, една Холандија која имаше резерви кон членството на Албанија, сепак нејзиниот став омекнува. Во Франција тој сентимент не е присутен. Второ, ако целиот овој процес го гуре на Германија, па се труди да ја вклучи и Франција, мислам дека отпорот ќе се намали, мислам дека реално септември, октомври ќе добиеме конкретен датум за да се... Добро, што е право, ние веќе на јоли дуваме што викаат, ние сме имале лоши искуства. Но сакам да укажам на тоа дека сепак не се работи за политичари од балкански ранг. Сепак таму има и кредибилитет, има и реална озбилност во водењето политика и затоа ние не сме чуле овие денови, па и минатите недели, па дури и пред изборите, дека Македонија евентуално може да има спорење на нејзиниот почеток на преговорите поради нешто несработено. Па сепак не знам дали го делиш мојот впечаток, во државата како да владе една релативна депресија. Значи, ќе станеш членка на НАТО, таа работа завршува следниот ден. Ќе добиеш ваков извештај, не сме добиле, не знам од кога да. Фич ќе ти даде ББ+, тоа веќе не е вест следниот ден. Некако како да се изгради некои очекувања во јавноста кои овие што се многу здраво за готово ги земаме. Да. Добре, ја мислам дека тоа е поради реалното споро раздвижување на економскиот развој во државата. Мислам дека тоа беше пораката која владеачкото мнозинство и го прими и мислам дека сите овие случувања кои се случуваат, па дури и со кадровските промени внатре во владеачката СДСМ, па најавите за кадровски промени и во владеачката ДУИ, имаме такви најави и таму, нели, барање на... И мистекле сите мандатите и така. Значи се влегува во процес на реформи на партиите, мислам дека е добар тој пристап. Сепак, ние имаме политички влади, чие екзистирање или состав зависи од политичката волја и политичката спремност на тие кои ја формираат, така да мислам дека тој пристап е добар. Се надевам дека пристапот нема да се успори, дека нема да формираат комисии за нешто да не направат. Гледам дека има придвижување таму, се држи темпото и во тој правец.
Инаку, владењето на правото и правна држава е концепт кој што постоел уште при формирањето на специјално за јавно обвинителство, па се до ден денес. Ова во вчерашното отворено студио еден го изјави специјалната јавна обвинителка Фатиме Фетај, која што му гостуваше на Саша Ордановски. Таа истакна и призна дека ова институција не е безгрешна, но дека сепак од почетокот па се до ден денес дека имала и успеси, односно успешни, но и неуспешни работи, но таа вели дека се труда, дека институцијата според неј за одлично се ја врши работата, а исто така и специјалните јавни обвинители. Во продолжение гледаме дел и од ова гостување. Морам да признам дека и СЈО како институција не е безгрешна и од денешен аспект гледано верувам дека некои работи доколку се вратиме наназад би ги направиле подобро. Меѓутоа, она што беше главна задача која што ни беше дадена од граѓаните, како што кажала и специјалната обвинителка во неколку наврати, јас сметам дека ние се уште успешно ја завршуваме. Можеби најголем дефект е фактот што по однос на нашите случаеви немаме се уште во поголем дел правосилни и извршни пресуди. Меѓутоа, тоа не е околност која што зависи од СЈО. И ова не го зборувам на памет, тоа е констатирано и во извештајот на ОПСЕ како релевантна организација која што ги следи нашите постапки. А во однос на работата на СЈО и значењето на оваа институција зборуваат и други релевантни извештаи на Стейт Департментот, на Европската комисија. Сепак морам да потенцирам дека имаше неколку работи кои што се случија и во државата, и во општествено-политичкиот живот, да не кажам дека беа тоа некои тектонски промени, меѓутоа имаше и некои работи кои што се беа поврзани со СЈО, со нашето постапување, кои што според мене, значи не е тоа базирано на некое истражување, влијаеа да се појави кај граѓаните некој вид на скептицизам по однос на тоа дали СЈО ќе може или не да ја заврши својата работа. Тука би можела да ги спомнам, например, бегството на Никола Груевски. Замената на некои мерки за обезбедување присуство од притвор во куќен притвор и така натаму. Потоа давањето на согласност за некои времени патни исправи и по мене, како заеднички содржател на сите овие работи што ги спомнав, е можеби околноста што пред да се појават одредени шпекулации во јавноста за сите овие работи, ние не бевме доволно транспарентни или некои работи не ги објаснивме колку што треба на јавноста. Намерно ве пуштам подолго да експлицирате, бидејќи знам дека се работи за слоевита проблематика. Меѓу другото е покрај пофалбите во извештајот на ОПСЕ, таму има и критики за вас. Секако. Се работи за И се основани. Веројатно се основани, количеството на докази, честите судења и така натаму. Јас споминав низ последниот извештај кој што ја За честите судења не се согласила дека се тоа по наша вина, заради тоа што динамиката на водење на некое судење зависи од судот. А по однос на тоа дека ние имаме предложено и доставено до судот повеќе докази, знаете каква е ситуацијата? Ние кога собираме докази, кога повикуваме сведоци, ние не знаеме однапред што ќе произлезе од исказот на некој сведок. Сега, доколку сето тоа не го предложиш во суд, гарантирам и убедена сум дека одбраната утре во суд ќе каже: ние знаеме дека вие имате собрано и толку докази, имате испитано и овие сведоци, зошто сето тоа не е предложено? А сега во оваа ситуација им одговара да кажат дека ете, ние сме предложиле и доставиле докази кои што на некој начин не се толку битни за предметите. Па сепак за 4 години, бидејќи вам ве истекува мандатот во септември, со можност да биде продолжен за уште една година, ќе поразговараме што тоа всушност значи ако до тогаш не се дојде до нов закон, станува нејасно што ќе се случува на СЈО, но тоа подоцна. Имате до сега ни 20 да кажем процеси во суд, од кои што само неколку се завршени, а повеќето се во фази на различни судења и така натаму. Во изминатиот период од 6 месеци покренети се нови 8 истраги, имате негдека во судот поминато околу 250 рочишта. Ги кажувам овие бројки за гледачите да стекнат впечаток колку е тоа. Например, дали е за 6 месеци со оглед на вашата, на бројот на делата кои што се во суд, дали се доволно 250 рочишта?
Бидејќи некои од тие рочишта траат и многу долго, се преслушуваат докази кои што траат со часови па и со денови, се работи за снимки и така натаму. Дали сте вие задоволни од брзината и од интензитетот за тоа како течат судењата? Видете, не може да се даде генерален одговор во однос на сите Зависи од предмети, случај до случај. зависи од случај до случај и од судија до судија. Значи има судии кои што навистина се за пофалби, меѓутоа има и такви кои што заслужуваат. Има ли судии за кои чувствувате дека да го споменам случајот Таргет Тврдина. Добро. Тоа е случај кој што ја продуцираше целокупната криза во нашата држава. Тоа е случај заради кој што ние постоиме како обвинителство. Иако ние како обвинителство сме задоволни од тоа како оди докажувањето на онаа кој, како, зошто прислушкува и така натаму, не сме воопшто задоволни од динамиката со која што се води тоа судење. Анита Кочишки преку својата авторска емисија Лица секој понеделник на програмата на 1 ТВ носи интересни гости. Така беше и вчера. Филип Достовски беше нејзин гостин, а на јавноста и е добро познат како еден од најамбициозните активисти за легализација на медицинскиот канабис. Неговото лековито дејство тој го открива поради несреќни околности кога дознава дека боледува од рак. Почнува да го користи за да си помогне самиот на себе, меѓутоа за многу кратко време во јавноста го бие глас дека е модерен Робин Худ и почнува да им помага на луѓето кои што имаат здравствени проблеми токму со маслото од канабис. Да видиме дел од неговото сведоштво во авторската емисија на Анита Кочишки Лица. Прво, не верувам институции на држава и со право, зашто имам онака искуство на моја кожа и на мојата фамилија. Прво, значи, кога бев прва работа, искуството ми е кога дознав дека имам малигна болест на 15 години, тоа стварно ми смени некои гледишта. Тоа ми беше првото нешто што ме смени така. Второто нешто ми беше татко ми го сметам за многу честен човек. Ние останавме на улица од криминалци, буквално ни украдоа куќата на улица. Кај сите адвокати што бевме ни вика дека сме управо и само крева раце, уште тој спор што никад нема ни да добиеме. Значи останавме буквално на улица, без леп да јадеме, без домници. И видов колку функционира судскиот систем. И МВР и све, и така и ден денес, до сега, до овој момент. Од друга страна, и тие од МВР ми се јавуваат кој им треба лек. И тоа битни фаци од МВР. Така да тогаш тие работи, знаете она кога паѓа авионот, ја те истот почиња да се моли на Господ. Е така и на нив кога ќе почне да им паѓа авионот, имаат образ да се јават. И за тоа ви кажам, од прилика не дека сум храбар, него сум донесен у ќуш и немам више кај да одам. Да, ти самиот велиш дека тоа што го правиш е еден вид на граѓанска непослушност, затоа што си свесен за тоа што го правиш, свесен си за последиците, но решаваш тоа да го правиш до крај. Абе, не е тоа дека ја решив седев дома, а и од утре вака ќе правам. Не, тоа е веќе твој избор конечен. Никад не сум направил таков избор, а ја сега од утре ќе бидам активист. Него проблемот е што тука кај нас секогаш ќе искочи некој збор како термин и е тренди. Нели сега имавме старлети, сега имаме инфлуенсери, така се убаци активисти, бе. И мене ме дури срам да кажам дека сум активист, баш ради тоа. Зашто активизам е кога имаш некој проблем и кога го решаваш јавно и кога го живееш тој проблем. А не кога ќе седнеш ти еден ден и немам што да правам, досадно ми е животот и активизмот да ти е хоби. Пошто кај нас тоа така се случува. Секаде тоа е многу голем проблем и реално вака сега, мене ако ми се врати дијагнозата, ни еден джандар нема да дојде да ми каже еј брат, болен си, вчера ми помогна, дај некако да ти помогнеме. Така, ја сметам дека кога си правам масло за мене, дека си го спасувам животот. И дека тој што ќе дојде да ми го земе тоа, ми го загрозува животот. Од бутел не можеш да се вратиш, а од Идризово можеш. Многу просто. Оваа слика не е толку, ајде да речам, идилична, затоа што не е дека не си имал средби со полицијата, не е дека не си притворан,
а и стои некаде дека кривично те гонат. Но за тоа по блокот реклами. Останете со нас. Филип Достовски вечерва со нас и неговата животна приказна. Најавив дека ќе зборуваме за тоа што се твоите лични релации со полициското искуство, односно полициско приведување, а потоа и кривична пријава. Не може ова се да биде така идилично, затоа си бил свесен, веројатно, уште од самиот почеток. Да, бев свесен. Апсен сум уште пред да почнем да правам маслото или за користење на марихуана. Не знам што да ви кажам, онака... Тогаш, кога се дозна за твоето име, презиме, активизам, нели нешта за кои што се залагаш и така натаму, беше логично да одекне во јавноста дека си приведен за тоа што е најдено во тебе, тоа што си го имал од джебови, потоа ти е претресен и станот. Не баш така. Или обратно? Не, како беше? Имав закана од фармацевтска компанија дека ќе ме стават у затвор. Ја продолжив да си го терам тоа што го терам и за една недела ми влегоа дома со налог. Пред тоа ме фатија без лична карта. Да, ја погледнавме и оваа интересна животна приказна. Ние продолжуваме понатаму, односно уште една интересна тема беше обработена вчера во отвореното студио 1 кај колешката Јана Јосиповска и Владко Чаловски. Крушево е град кој што е добро позната зимска дестинација, но што овој град нуди во лето. Токму на оваа тема зборуваа двајца гости, Томе Христовски, градоначалник на Крушево, како и Димитар Ангеловски, организатор на фестивалот Веним Крушево, која што годинава се одржува трет пат поред. За тоа каква програма ќе има оваа година, но и кои се местата кои што може да се посетат во Крушево, гледаме во продолжение. Сите овие активности кои ги нуди нашиот фестивал, првенствено се со цел да ги промовираме убавините на Крушево, исто така да ги промовираме здравите навики на младите во Македонија, кои што можат да ги искористат преку овој фестивал. Посетеноста на странски гости, да речем, освен локалците и домашните, секако нашинците, има ли некако во текот на годините да се зголемува, да речем, водите евиденција, предпоставувам интересно е што... И што најмногу еве сакаат странските туристи? Интересно е што еве имаме константно странски посетители, некои веќе еве оваа година имаме неколку луѓе кои што редовно си доаѓаат од Грција, од Хрватска, имавме од Америка, од секаде посетители, така што нив најинтересно му е мирот кој што Крушево го нуди и несекојдневната природа која што има во Крушево. Така да доста интересно е тоа што прошлата година за прв пат имавме и странска група која што настапи на фестивалот, Inner Circle од Јамајка беа во Крушево и морам да признам дека интересот беше огромен. Одлично. А споменавте дека оваа година и за прв пат експериментален го нарековте, имало и зимски фестивал дел, што содржеше овој, дали можеби планирате да стане пракса? Да, па нашиот план беше да видиме каков би бил интересот за зимскиот фестивал општо, бидејќи е малку потешко да се организира зимски фестивал, но сепак испадна доста успешно, бидејќи успеавме и да воспоставиме летање со параглайдер зимско, кое беше стварно доста интересно искуство за многу учесници. Имавме журки во локалните кафичи, бидејќи беше малку невозможно ради временските услови да имаме на отворено забава, како што имаме во летниот. Имавме традиционална крушевска храна, каде што ја приготвувавме во центарот на градот. Си ги имавме нормално, ја имавме класичната мала планинарска тура. И реално, искрено кажано, интересот беше над очекувањата. Ние очекувавме да го посетат најмногу 200 учесници, меѓутоа се пријавија над 300 учесници во зимскиот фестивал и нормално би сакале тоа да стане пракса и за наредните години.
да одржуваме и зимски и летен фестивал, така што сите посетители би ги користеле и крушевските убавини во зима и во лето, кои нормално се различни. Добивате ли доволно поддршка, да речеме, Да. од институциите, секако? Па и приватните компании кои реално, знаат да учествуваат во... Да, искрено ви кажам, малку е тешко да со добивање на поддршка на овие фестивали, бидејќи има доста настани, затоа би дал еден апел до сите приватни компании и други институции да ги поддржуваат настаните, бидејќи се со позитивна цел, промоција на нашата култура, нашите градови, на здравите навики. Ова година имаме голема поддршка од ЕУ инфоцентарот, од општина Крушево, не поддржа и НЛБ банка, Халк банка, финансиско друштво Фактор, да, и останати компании, така што беше доста, да кажам, од голема поддршка тоа. Добро. Така, ние ви посакуваме секако успешен фестивал и да ви се множат. Благодариме за одвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и вам. Само на крај би кажал сите заинтересирани кои што сакат да учествуваат на Уенинг Крушево, остана уште малку време, можат да се пријават преку Уенинг Крушево нашата страна.мк и исто така да си набават карти преку продажната мрежа на МК Tickets онлайн или по нивните продажни центри во Македонија. Крушево си има свој потенцијал, како од природен аспект, така и можеме во областа на туризмот, меѓутоа си има Крушево е град на историја, култура и традиција. И ние сме должни не само кон своите сограѓани, туку и Крушево да направиме дестинација, посакувана дестинација, туристичка дестинација. Работиме интензивно со јас заедно со мојот тим, одиме на саеми, го промовираме Крушево секаде онаму каде што сметаме дека е тоа потребно и каде што навистина носи бенефит не само за крушевчани, туку и за нашата држава. Знаете зашто така го постави прашањето, бидејќи има и други места во Македонија со таква природна убавина, па не добиле таков ранг, не биле истакнати. Така, во однос, господине Христоски, на ова што е и претходно нашиот фестивалот Уенинг Крушево го зборуваше, развивањето секако, ставањето акцент на било каква манифестација што ќе се одржи во овој дел, колку е тоа значајно и планирате ли да давате уште поголема поддршка на вакви фестивали? Па нека не се само фестивали, целокупно земена. Да, секако овие фестивали носат голем број на туристи, а со тоа и се подобрува локалната економија на општина Крушево. И не само тоа, продолжуваме да работиме поинтензивно и понапорно, заедно со мојот тим секако, се разбира, на промоција на сите саеми онаму каде што претходно наговестив дека ќе се промовираме како општина. Затоа што Крушево заслужува да биде посакувана дестинација и Крушево може да живее од туризмот. Почитувани гледачи, тука е крајот на овој прв блок од денешното отворено студио 1 со мене и со Елена. Повторно се гледате во 15 часот и 20 минути. Не го менувајте каналот, останете на 1 ТВ, следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова.